Како и секоја година во месец септември, така и оваа во Кочани ќе се одржи културно-стопанската манифестација Денови на кочанскиот турист, која ќе започне на 26 септември и ќе трае до 1 октомври. Организаторите на манифестацијата од општина Кочани најавуваат богата програма која ќе им биде понудена на кочанчани во 6 манифестацијски денови. Започнуваме со ликовна изложба на 26 во вторник. Потоа имаме концерт на Музичка академија при Универзитет Гоце Делчев Штип. Понатаму во среда на 27 имаме промоција на книги. Значи имаме две промоции, не се ставени тука во поканата. Значи едната е во Горни Подлог, промовираме монографија за Подлог, и едната е во летната бавча на библиотека Искра, раскази од Славица Цветкова. Понатаму продолжуваме со театарска представа заради разновидност. Не е утврдено се уште која, значи тоа е на 28 во четврток. И петок веќе стартуваме со вообичаената програма за денови на Оризот, изборот на жетврска убавица, кој што ќе се случува на летната сцена во 20 часот, значи уметнички перформанс. Понатаму во сабота имаме од 10 часот прием на гости кај градоначалникот, тоа ќе се случува во инфоцентарот на Пониква. Понатаму имаме целодневна програма од 11 до 18 часот, која што е посветена на младите, значи тука се вклучени децата од градинката, од училиштата, здруженија на граѓани, фолклорни ансамбли кои што ќе земат учество преку дено, за да завршиме со меѓународниот фолклорен концерт, кој што е од 19 часот. И продолжуваме и понатаму, значи, во сабота со Оризовата бела вечер, која што е во трговскиот центар, со гостин Игор Џамбазов, а не споменав исто така за изборот на жетврска убавица, ќе имаме Сара Мейс. Значи, тие се гости. И продолжуваме понатаму во недела. Зажнејувањето ќе биде овде во Кочани, како и ланска година, на ниво од Опитното поле. Вршидбата во Институтот за Ориз и продолжуваме со програмата во паркот во градот Кочани. Значи, тука ќе се представат урбаните заедници од Кочани со своји штандови, значи етно елементи, јадење од ориз, традиционални јадења од ориз ќе бидат поставени, се доделува награда за најдобар земјоделец и се дегустира храна од ориз. Значи оваа година сите настани ќе бидат проследени со дегустација на сутлијаш, лапа и други јадења од ориз. Во културно-уметничкиот дел кој ќе се одржи во паркот на Револуцијата во Кочани ќе настапи Евто Попиновски. Гостите во Кочани ќе може да ги посетат културно-историските знаменитости на Кочанскиот крај, како и спортско-рекреативниот центар Пониква. Ова е 26-та пред манифестација која се организира во градот на Белото злато.